Би сега да споделам со вас две занимливости, кои што се случија неодамна, во оваа година. Не знам точно кога. Дури мислам прва занимливост дека беше споменат датум 9 февруари, толку скоро минатата сабота. Именно за што станува збор. Дали знаете кој е најстарото дрво на светот? Вака да го поставам прашањето. Да, прво, кој вид на дрва доживуваат голема старост? Колку живеете? Добро. И јас што читав на времето за него, изветреа тоа. Поточно складирано е некаде во тврдиот диск, ама немам пристап до него. Се тврди дека, мејатата сабота паднал, сам по себе се срушил, така наречениот мамриски даб. За што станува збор? Тоа е еден даб, за кој што се верувало со векови наназад, дека е истото дрво под кое што Аврам се сретнал со тројцата, да. Се сретнал со Господ, и сега множи не веруваат дека тројца ја символизираат Света Тројца и така натаму, не е тоа толку битно. Именно текстот се наоѓа во врска со таа средба во Битие 18.10. Би сакал да го отвориме да го прочитаме. Создавање или прва книга Мојсеева или Битие 18 глава. Десетиот стих. Всушност од почетокот на целата глава. Не знам зашто новиот превод знае да упропасти некои работи. Но, хајде. Почнемо да читаме од првиот стих. Потоа на Аврам му се јави Господ кај светите дрвја, се вели тука. Во Мамре, кога седеше пред вратата од шаторот свој на пладнина. Откако ги крена очите свој, виде тројца мажи како стојат спроти него. Откако ги виде, им притрча во пресред пред вратата на шаторот и им се поклони до земи и рече: Господи, ако сум нашол милост пред Тебе, немој да го одминеш слугата свој. Ова Господи не рече дека Аврам препознал со кого има работа, туку едноставно мислејќи дека му се обраќа на некој странец, му вели Господин. И го третира како да му е нему господар, чисто од учтивост, а како да тој е слуга, подготвен да послужи. Ке ви донесат малку вода и ке ги измијат носете ваши, се мисли на неговите слуги, па одморете се малку под ова дрво. Ево тоа дрвото. И сега повеќе не мора да читаме. Што се случува? Се случува тој муабет со Сара, околу незината бременост, незиното неверување, кога се насмејала и така натаму. Сега, овој даб
во близина на Хеврон, значи во Мамре или Мамрија, како што ја викаат. Според научните испитувања, наводно бил стар 5000 години и бил жив се до 9 февруари, значи до минатата сабота. Со векове се верувало дека тој е едно од тие дрва. Во времето на Аврам веројатно било цела шума таму, или повеќе такви дрва, од кој што ова останало со векови како единствено преживеано на тоа место. И ете доживело смрт. Инаку карактеристично е дека целиот тој плац каде што се наоѓа дрвото бил откупен од страна на еден русин во 1868 година, па потоа тоа било поклонето донирано на Руската православна црква и таму бил основан некој руски манастир. И јас првпат за овој даб разбрав кога ја читав книгата на Павле Борович, библискиот прирачник, првата книга, каде што Павле Борович зборува за Палестина, за места и настани од библиската историја во Израел, на таа земја. И тогаш, мислам, во таа книга се споменува дека руски монаси го чуваат дрвото, затоа што веруваат дека е истото дрво од времето на Авраам. Но постои едно друго верување, кое што додека бил жив и здрав дабот, се пренесувало од генерација до генерација, а тоа е дека кога ќе умре тој даб, наводно, тогаш близу ќе настапи крајот на светот. Сега, дали ќе настапи толку близу, како оваа година, да речеме, ние не можеме да тврдиме и да шпекулираме. Ова го споделих само како занимливост, но сега следи една втора занимливост, која е таа. Во Израел деновиве се случуваат некои навидум чудни работи. Да не бегаме подалеку од адвентизмот, се сеќавате дека есеноска Дейвид Гейтс расшири едно видео на интернет каде што предвидуваше дека нешто ќе се случи оваа пролет. Поточно во март 2019 година врз база на некои негови толкувања на пророчките времиња, споменати во Данијел и Откровението. Меѓутоа, нешто слично на оваа тема се шири една друга вест во денешниот Израел. Имено еден еврејски верски сајт по име Breaking Israel News на англиски јазик објавил на 22 јануари оваа година неверојатна вест дека нивниот еврејски месија ќе се појави пред да се одржат следните парламентарни избори во државата Израел, а тие се закажани за да се одржат на 9 април оваа година. Сега, многу е лесно да речеме уште еден лажен Христос, уште еден лажен пророк, уште едно лажно пророштво, како и мнозина досега. Но,
бидејќи зборувам на темата Божјето царство и бидејќи го споменавме називот Царство Израелово, и бидејќи и денес на библиската полука малку стана збор околу предвидување на датуми за второто Христово доаѓање, за судниот ден и така натаму, мислам споменавте дека некој верува, некој сега покојни браќа, да не повторувам имиња, дека Господ ќе дојдеше уште пред 2000 година. Така. Сега мнозина и во Израел го имале истото верување. Но, би сега само да ви прочитам дел од текстот што беше објавен во врска со ова неверојатна вест од еден израелски сајт. Имено, пророштото наводно му припаѓа на некој, така наречен, ултраортодоксен рабин по име Шаим Каниевски, кој што припаѓа на тоа ултраортодоксно крило на јудаизмот, кој што на еврејски се вика Хареди, и кој што не само што функционираат како некоја верска струја, туку истовремено имаат и политички огранок. Значи, планираат да учествуваат на парламентарните избори. Може би и досега учествувале порано. Не сум запознат. Како политичка партија, Хареди. Но, значи, конзервативна, ултраортодоксна партија во Израел. Имено овој рабин се пренесува една интересна случка која што наводно се случила овие денови, а овој рабин инаку е многу почитуван во Израел. Досега бил многу почитуван, значи го сметале за многу озбилен човек и не за човек кој што е спремен да тропне некоја глупост или да даде некоја неозбилна изјава и така натаму. Наводно некој млад дечко студент, самиот евреин, како студент на јудаизмот, дошол во Израел, значи живеел надвор од Израел, во диаспората, но дошол во Израел да студира јудаизам, да стане рабин, и престојувал во домот токму на овој рабин, Шаим, и сега приказната вели вака, дека овој дечко бил толку заинтересиран за сите еврејски толкување на Библијата, на пророштвата, на се што е поврзано со доаѓањето на Месија и така натаму, и толку заинтересиран, значи, за верата, што во една прилика побарал од својот домакин дали е можно да ургира кај израелските власти, бидејќи се работи за угледен рабин, да можат на дечкова да му дадат, да му издадат израелско државјанство, за да гласа на престојните парламентарни избори, значи на 9 април годинава во Израел, и за да може да гласа токму за оваа верска партија Хареди. И рабинот на тоа барање одговорил вака: нема потреба да добиеш државенство и да гласаш, бидејќи Месија ќе дојде и ќе се појави во Израел пред да се одржат парламентарните избори. Да не ве замарам со остатокот од текстот што е објавен на овој сајт, само би сакал да додадам дека сето ова мене ми изгледа како една пропагандна патка
на израелската тајна служба, Мосад, која што деновиве засилено се подготвува за војна против Иран. Ако се сеќавате, војната против Иран е нешто што НАТО пактот одамна го планира, уште минатата деценија, и да се прашувал Израел, бидејќи Израел се состои од луди фанатици, кога е во прашање војна. Таа војна ќе започнеше уште тогаш, минатата деценија. Меѓутоа, Белата куќа не му дава дозвола на Израел да го нападне Иран, односно го спречува да не го нападне. Од разни причини, од кои најбитни причини зашто НАТО не се решава се уште да го нападне Иран е, што мисли што? Па, рускиот страв дека Иран ги поседува сите најнови достигнување на руската војна технологија и затоа не сакаат да го нападнат, иако би го нападнале. Од друга страна, па Иран, тие се фанатици исто така, на свој начин. И еден нивен генерал изјавил деновиве дека Иран е целосно подготвен за војна, неговите сили се спремни да го уништат Израел. Еде каква реторика се употребува. Што ќе се случи, ќе видиме. Господ да чува. Се молам и се надевам да не се случи ова. Може би сепак ќе се случи. Но интересно е зашто во сета ова политичка игра се вметнува ова идеја за доаѓањето на Месија, и тоа пролета оваа година, толку скоро. Да се подготви и израелското, и американското, и протестантското, бидејќи многу протестанти се денес забегани, кога е Израел во прашање, јавно мнение за војна против Иран. Знаете, и Трамп размислува на таа бранова должина, но Господ до сега ги спречуваше на еден или на друг начин. Јас се надавам дека Господ ќе ги спречи и сега, и се молам да не страдаат многу недолжни луѓе и од двете страни. Но ако се случи, тој ќе биде уште едно големо исполнување на Христовите пророштва, на пророштвата што ги кажа вистинскиот Месија пред скоро 2000 години, дека во последното време ќе слушате за војни и гласови за војни. Тоа се уште не е крајот и веднаш потоа следниот знак кој беше? Ќе се појават многу лажни пророци и лажни Христоси. Еден од нив е, може би, ќе биде и уште еден нов лажен еврејски Месија во Израел оваа година. Толку са овие занимливости. Може да бидат составен дел од темата, бидејќи малку ќе продолжиме на оваа тема. Зборувајќи за Божјото царство, значи минатата сабота застанав на прашањето зашто пак учениците го нарекле царството Израелово, кога го прашале својот Господ непосредно пред неговото вознесение: Господи, во кое време ќе го востановиш царството Израелово? Значи, рековте затоа што евреите тоа
го очекуваат. Тоа е се што евреите очекуваат. Значи, кога Христос зборувал за царството додека бил на земјата, како што читаме во Евангелијата, како што читавме минатата сабота, кога зборува за синаповото семе, за 3 мери брашно, бисер и така натаму, и на повеќе места го нарекува, освен Божиот царство, го нарекува небесно царство. Многу пати го нарекува небесно царство. Сакал да им го скрене вниманието на евреите, дека царството што Господ ќе го воспостави е реално, меѓутоа не е царство од овој свет, не е некој политички проект, какви што се земските царства. Во христијанството пак се појавил спротивниот проблем. Царството може да се смета само како нешто небесно, значи, или како ветар и магла, што реков малку банално минатата сабота, затоа што повеќето христијани имаат денес сваќање, традиционални христијани посебно, дека царството небесно тоа е загробниот живот, кога ќе отидеш без своето тело на небо или било каде, во некоја друга димензија на постоење. И дека е тоа само тоа, дека нема некоја допирна точка со овој свет, животот во овој свет и така натаму. И затоа тие исти христијани, дури ако се многу ревни православци или католици или протестанти, се надеваат, сите тие се надеваат на некоја земско царство, на некоја земска држава во овој свет, а Божјото царство го сметат само како фигуративен израз за задгробниот живот. И тоа е исто така погрешно сваќање. Точно е дека Божјото царство е небесно, затоа што не е од овој свет. Има небесно потекло. Но точно е дека е реално и дека реално како вистинска држава ќе биде воспоставено на оваа планета. Сега денес, бидејќи зборувавме и за трубите во библиската поука, и заклучивме дека постојат забуни околу двете толкувања на трубите. Историското толкување од една страна, кое што потекнува од пионерите, тоа не е толкување ниту на Ранко, ниту на било кој современ писател. Тоа е толкување што потекнува од пионерите, од почеток, што од времето на Вилијам Милер. И ова друго футуристичко толкување кое што јас го изнесував и порано од ова место. Постојат, значи, проблеми, како што споменавте, во разбирањето на некои детали и во двете толкувања. Некои веќе беа посочени. Еве да ви додадам уште една забуна. Малку повеќе да го збунуја Борче, например, оваа вечер. Да ја отвориме петата труба, да ја прочитаме. Каде се наоѓа таа? Например. Да, Откровение, 9 глава. И во врска со оваа труба, адвентистите од времето на Вилијам Милер изградија цело едно пророчко предвидување, кое што на вистина се остварило. Било објавено, тоа беше толкувањето на Јосија Лич, и било објавено во тогашните адвентни списанија, што ги издавале милеровците на 1. август 1840 година, и Елена Вајд коментира тоа во големата борба, ако читате, во врска со Милеровото движење. На 1. август 1840 година било објавено предвидување дека врз база на
адвентното, на толкувањето на тогашните адвентисти на петата труба, само 10 дена подоцна, значи на 11. август 1840 година, Отоманската империја или тогашна Турција, на која што припаѓаше и овој регион, тука, во тоа време, ќе капитулира пред големите христијански кобајаги сили од тоа време, поточно западните сили, Англија и Франција во тоа време. И тоа предвидување се исполнило. 10 дена подоцна, откако адвентистите го објавија, врз база на нивното толкување на петата труба, на 11. август 1840 година Отоманската империја навистина побарала протекторат или заштита од тогашните европски сили, на прво место Англија, и Англија потоа, знаете, и Берлинскиот конгрес, и ревизијата на Сан-Стефанскиот договор. Сето тоа биле неизини, сето тоа било неизина надворешна политика како да ги брани отоманските интереси на Балканот, а како да се спротивстави на руските интереси на Балканот и на руското влијание на овие простори. Но, што вели петата труба? Ајде да прочитаме целиот текст. Затруби и петиот ангел. Почеток од 9 глава Откровение, така? Затруби и петиот ангел. И видов звезда, како падна од небото на земјата. И беше даден клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим, како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата и им се даде власт каква што имаат земните скорпии. И им се рече, внимавате сега од 4 стих, на овие скакулци што им се рече. И им се рече да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божи на челата своји. Понатаму текстот вели, и им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат 5 месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија, кога ќе касне човек. Толку страшно е тоа мачење, што 6 стих вели, во тие дни луѓето ќе бараат смртта. Што ќе бараат? Смртта. Дали турците беа толку страшни да сакаат нашите предци попрво да умрат, отколку да продолжат да живеат? Малку чудно, а? Се разберем не едно толку. Ке посакаат да умрат, но смртта ке бега од нив, вели текстот. Нема да може да умрат. Ке мора да бидат мачени од овие скакулци. По својот облик скакулците личеа на коњи приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коси како косите на жени. Турците имаат долги коси. А забите им беа како заби на лавови. Ова сигурно турците немале вакви заби. Само може да биде сигурно, нели? Освен ако си, во тоа време немало да си купиш вампирски заби од некаде, од некоја продавница.
И има оклопи како оклопи од железо. А шумот на нивните крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. Во врска со овој текст, лажните белградски пророци од минатата деценија, со бујна фантазија, изнесоа и објави едно многу интересно толкување, кое што, како и множина други, беше погрешно и не се исполни. Во контекст на она дека Јован Павле II ќе воскресне и ќе бил следниот папа, што не се исполни. Десетиот стих. Имаа пак опашки како скорпиите, а на опашките осила и им беше дадена сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. И за цар над себе го има ангелот на бездната. Името негово по еврејски е Абадон, а по грчки Аполион. И сега тоа, значи петата труба, е првото од трите трубни зла, а второто и третото зло следат потоа. Сега, прашањето е следно. Дали некој, било кој човек денес на ова планета е запечатен со Божиот печат? Не. Дали постои некој човек денес кој што е жигосан со жигот на зверот? Не. И едното и другото се настани од единината. По се изгледа близка еднина. Дали во времето на турците и Отоманската империја некои луѓе го носеле Божиот печат на своите чела? Не. Гледате, ова е еден елемент кој што упатува на единината. Не само за седмата, туку за сите труби. Како дел од седмиот печат, кој што се отвори, и кога тој се отвори, 7 ангели што стоја пред Бога, 8 глава, 2 стих, и беа дадени 7 труби, и после описот што направи оној друг ангел со кадилницата од жртвеникот, после тоа, кога ја фрлил кадилницата, ја наполнил со огнен жртвеникот, ја фрлила земјата и тогаш се појавија гласови, грмотевици, сеткавици и земјотрес, веднаш потоа 6 стих, и 7 ангели што ги држаа 7 труби се приготвија да затрубат. Омак, еве сега друга забуна. Ако се сето ова настани од единината, како треба да ги толкуваме тие 5 месеци? Ако не треба да ги толкуваме како буквални 5 месеци, бејќи не може да ги толкуваме како 150 години, според принципот ден за година, тогаш не би требало да го толкуваме како 7 дена ни половината час, кога се отвори 7-миот печат, туку тоа би требало да биде нешто друго. Ова се само разни мисли, со какви потешкоти се соочуваме и кај двете толкувања, не само кај едното. Но затоа откровението е предизвик, затоа откровението е вака напишено, за да проучуваме. Да беше откровението нешто лесно за дешифрирање, немаше да биде напишено. Во 10-та глава, а кога затрубува 7-миот ангел? Да се подсетиме. Во која глава? 7-та труба. Дури во 11-та. Дури во 11-та глава. Така? Ке дојдем до таму, имаме уште неколку минути. Ова е интересно во 10-та глава. 10-та глава представува една сендвич визија помеѓу 6-те и 7-та труба. Како што 7-та глава со запечатувањето на 144.000 беше сендвич визија помеѓу 6-те печати и 7-миот печат од почетокот на 8-та глава.
Освен 7 цркви, 7 печати, 7 труби, што друго 7 има во Откровението? Да. Злата, светилниците, друго? 7 гробови. За тоа зборува 10 глава. И сега 7 гробови се некоја наречена Божја тајна. Она зашто проговорија 7 гробови, да Јован му било речено да не го запишува. Тоа е тајна. Што мислите, што содржи таа тајна? Што е тоа што го објавија 7 гробови? Бидејќи тоа е дадено во контекст на оној ангел, што со едната нога стои во водата, со другата на земјата, и му вели на Јован, еве ти ја книгата, изедија, во устата ќе ти биде сладка како мед, во мевот, во стомакот ќе ти биде гочлива како пелин. Ја би сакал да ги прочитам само зборовите од 4 до 7 стих. 10 глава. Обрнете внимание. Бидејќи е во контекст на темата за Божјето царство. И кога 7 гробови проговорија со своите гласови, сакав да пишувам, но чув глас од небото, кој ми зборуваше, запечати го тоа што го зборува 7 гробови и немој да го пишуваш. И ангелот кој го видов како стои над морето и над земјата, крена рака кон небото и се заколна во оној кој живее во вечни векови и кој го создал небото и се што е на него, и земјата и се што е на неа, и морето и се што е во него. Што се заколна? Што кажува овој ангел? Дека време не ќе има повеќе. И сега, што мислите, што е тоа што го кажува 7 гробови? Благодарам. Тоа е оно што Елена Вајд го пишува во големата борба. Запечатените праведници. 144.000, значи, како да ги наречам поинаку, за да не се занимаваме со бројката. Последната генерација, поинаку се вика во адвентистичката теологија. Последната генерација. Кој што денес повеќето адвентисти не веруваат таа теологија. Не веруваат во последната генерација повеќе. Веруваат, според новата теологија, ќе си грешиме додека Господ дојде. И после ќе одиме па гјаволите, се разбира, бидејќи кога Господ ќе дојде и ако се уште грешиме, во време кога повеќе посредник нема да има во небесното светилиште, значи отидовме па гјаволите, а не во новиот Ерусалим. Колку е страшна новата теологија, колку е погубна новата теологија, и во денешниот адвентизам, за протестантите да не зборуваме. 7 стих пак вели, 10 глава. Значи, повеќе нема да има време, вели ангелот. Но, во деновите, кога 7-миот ангел ќе се огласи и ќе затруби, тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што им беше објавил тој на своите слуги пророците. До сега, што знаете од толкувањата со кои што сте се запознале, што сте ги прочитале во животот? Што представува таа книга што му била дадена на Јован да ја изеде? Што била сладка како мед, горчлива како пелин, потоа и така натаму. Во устата сладка како мед, во стомакот горчлив како пелин. Што е тоа? Да, а самата книга што е тоа? Се толкува дека е книгата на пророкот Данијел.
Бидејќи од пророчкото време на Даниел, адвентистите верува и проповеда дека 1844 година ќе дојде Христос и го одредува годината, значи датумот на второто Христово доаѓање. Кога велам адвентистите, мислам на милеровците, како неформално движење, не деноминационално движење. Целата оваа сендвич визија сака да ни каже, сака да ни упати една страшно важна порака на сите адвентисти. Прво, дека време повеќе нема, дека не треба да се занимаваме со предвидување на време за второто Христово доаѓање. Не треба да пресметуваме години и датуми на второто Христово доаѓање. Зошто? Бидејќи второто Христово доаѓање не зависи од датум. Зависи од некои услови што треба да се исполнат на оваа земја, а кои што Господ по својата милост постојано ги одложува. Постојано им прави сопки на плановите на новиот светски поредок. Заради нас, повторно, и заради мнозина милиони се уште необратени, се уште непросветлени души кои што допрва треба да се обратат, да поверуваат, да се покајат, да се спасат. Значи, второто Христово доаѓање не зависи од хронологија, од некој датум. Но, кога ќе се случуваат овие настани, кога времето на милоста веќе ќе биде завршено и кога ќе дојде времето на седмиот ангел да затруби, тогаш ќе се изврши Божјата тајна. Односно, тогаш, пораката на 10 глава, на оваа визија, тогаш Божиот народ, запечатениот народ, ќе му биде откриен денот и часот на Божиото. И како ќе му биде откриен, се сеќавате според големата борба? Како ќе му биде откриен? Они ќе го слушнат Божиот глас, кој што ќе го каже датумот. Ќе ми е интересно на кој јазик ќе биде тоа. Но тие ќе ги разбираат. Тие ќе го разбираат, во секој случај. А за останатиот свет, што ќе биде тоа? Кога се случило прв пат такво нешто? Господ да кажал нешто, Исус го разбрал, го чул, а останатите евреите велеа и загрме. Јован 12 глава, ако читате. Да. Истата глава, да. Јован 12 глава, читате. Седумте гробови ја содржат информацијата за денот и часот на второто Христово доаѓање, но таа информација нема да биде дадена пред да затруби седмиот ангел. Зошто? Затоа што второто Христово доаѓање не зависи од датум, зависи од исполнување на некои конкретни услови во црквата и на оваа земја воопшто. Кога тие услови ќе бидат исполнети, кога времето на милоста ќе биде завршено, кога трубите ќе трубат, злата ќе се излеваат, Божиот народ ќе биде запечатен, останатиот жив свет ќе биде жигосан со жигот на зверот, со антихристот. Тогаш Господ на својот запечатен народ ќе им го открие денот и часот на второто Христово доаѓање, што за нив, во тие услови, за нив тоа ќе биде страшно големо охрабрување, ќе им треба такво нешто, за да издржат уште малку, да го издржат тоа страшно време на големите неволи, како што е наречено. А останатите се разбира, тоа нема да го разберат, затоа што за нив тоа ќе биде како да загрмел гром. Што е првото нешто што се кажува дека ќе се случи во 11 глава, откако ќе затруби седмиот ангел? Петнаести стих, или седмата труба. 11 глава, 15 стих. Затруби и седмиот ангел, и по небото одекнаа силни гласови кои викаа што? Ево се овие за мене најславни зборови
Царството на овој свет стана царство на нашиот Господ и на Неговиот Христос. И Тој ќе царува во сите векови. Пред да се појави Христос со небесната војска, пред да ја изврши таа голема инвазија, што ја споменав мејатата сабота, за да го воспостави Божјето царство на оваа планета, како вистинска држава, уште кога ќе затроби седмиот ангел, царството на овој свет ќе стане царство на нашиот Господ. Ќе биде прогласена власта Господова над, или Божјата држава, ќе биде прогласена на целата територија на нашава планета. Понатаму што се вели, ако читаме, и 24 старешини кои седеа пред Бога на престолите своји, паднаа ничком и му се поклонија на Бога велејки: Ти благодариме, Господи Боже Содржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. Господ се зацари. И што па, нели Господ се зацари уште пред 2000 години? Нели веќе царува, според апостол Павле во Коринтијаните 15 глава. Тоа е царството на милост. Но Господ ќе се зацари уште еднаш во царството на славата, и затоа вели во 25 глава од Матеј, кога ќе дојде на оваа земја со сите своји свети ангели, во славата на сите своји свети ангели, славата на Отецот, во сета небесна слава, што вели? Што е првото што следи? Кога сиот човечки ќе дојде во својата слава, во славата на Отецот и сите свети ангели, ќе седне на престолот на славата своја. Значи, тогаш веќе ќе биде воспоставено Божјото царство, царството на славата на оваа земја. Ќе се навратиме на овие теми, кои ќе проучуваме затоа, но тоа е тоа што Господ го мислел. Што мислел апостолите кога рекле царството Израелово е едно, но што мислел Господ, уште еднаш најважната порака за нас денес, што многу генерации адвентисти во минатото и познати проповедници не ја научиле таа лекција. Лекцијата од Откровение 10 глава е истата лекција од Дела 1.6. Не е ваше да ги знаете времењата кои што Господ ги задржа во своја власт. Нека му е фала и слава вечно. Амин.